За непристрасно и независно судство и суверено владење на правото не смее да се дозволи различни третмани во однос на работата на судиите, изјави денеска во Штип Маргарита Цаца Николовска, председател на Институтот за човекови права и екс-судија во Европскиот суд за човекови права. Тоа значи, судиите ќе мора да ја вратат својата автономија без коруптивни политички влијанија. Впрочем, пример за ова образложи Николовска. Јас знам само дека има постапка за 5 члена на Врховниот суд на Република Македонија. Сега не знам како ќе се именува, веројатно ќе биде Врховен суд на Република Северна Македонија, каде што 5 члена, односно 5 суди, вклучувајќи го и председателот на судот, постапката не е завршена. Постапката некаде стои во фиока и тоа во ниеден случај не е добра насока за она за кое што зборував. И граѓаните го делат мислењето на Николовска. Ако сакаме праведно судство, истото ќе мора да се ослободи од политичките и коруптивни стеги. Корените се длабоки. Судството порано имаше авторитет. Сега нема авторитет. Сите сметат дека е корумпирано и подмитено. И затоа треба време да мине, со добри стручњаци у реформите може да се постигне целта. Мен нема реформи. Нема, тоа се по старост веќе. Може има остатоци уши од тие стари тема, иде се да се деполитизира. Многу е важно реформските закони во судството во законодавното собрание да поминат без политички договарања помеѓу позицијата и опозицијата. Тефтерчиња со листа за избор на, во наводници, адекватни судии да биде рецидив од едно минуто. Во име на Судскиот совет можам најодговорно да одговорам дека тефтерчиња и слични работи од познато од минатото веќе се минато време. Тоа е една гаранција од сите нас како членови на Судски совет, а воедно транспарентноста и јавноста вклучена во новите реформски закони е уште една дополнителна гаранција дека некои аномалии од минатото време, кои што бевме сведоци на сите тие аномалии, дека ќе бидат минато. Помалку политичките партии да вмешуваат прсти во овие работи, и како што ние имаме некаква универзитетска автономија, предпоставувам дека и правосудните системи, односно судската власт би требало да има автономија и тие да го имаат последниот збор како тие би се реформирале. Во овој момент најважна е и очекуваната оценка на Европската и Венецијанската комисија. Таа ќе каже дали сегашните реформи во македонското судство одат или не во позитивна насока. Ова меѓу другото се слушна на денешната дебата под наслов дали реформите ќе ги решат старите предизвици во судството. На дебатата, одржана на Правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев, учествуваа видни имиња од македонското судство.